Нови содржини во новиот час од Македонија наутро. Според пописот во 2002 година, процентот на млади од вкупниот број на население е 24%, додека пак во 2021 година е 18%, што представува пад од цели 6% или во точни бројки. Во 2022 сме имале 480.848 млади, а во 2021 326.733. Тоа значи дека нешто повеќе од 77.000 млади луѓе не се повеќе резиденти во Македонија. Тоа значи дека и од повеќе ни е потребен и план и стратегија за справување со демографските промени и нивниот ефект. Младите и перспективите во општеството беше една од темите на која што се дискутираше на младинската конференција во Будимпешта, за која што ние утрева разговараме со Сотир Габиловски од Националниот младински совет на Македонија. Добро утро, Сотир, и добре ни дојдовте во утринската програма. Добро утро и благодарам на поканата. Секогаш е чест и задоволство да се разговара со вас и да се гостува кај вас. Имајќи ги предвид статистиките што ги спомена Ване, се чини останува актуелна темата и треба гласно да говориме за да ги менуваме нештата. Ако имаме вакви поразителни статистики за одлив на младите, каков е впечатокот? Имаме ли стратегија? Правиме ли нешто во пракса? Го засега ли општеството оваа тема? Прашањето навистина интересно. Јас бидејќи актуелна темата и податоците кои што ги кажавте, затоа ви се заблагодарив што уште еднаш можеме да разговараме на таа тема, затоа што треба навистина гласно да говориме. Интересно е прашањето затоа што да, планираме, креираме одредени стратегии. Да, можеме доколку одиме во подлабока анализа да кажеме дека националната стратегија за млади, која што беше донесена лани, можеби не е она која што младите во најголем процент очекуваа, но е некаков документ кој што може да служи како водилка на долг рок за државата. Но проблемот, знаете, кај нас секогаш доаѓа во имплементацијата. Знаете, ние ги имаме документите, имаме оваа национална стратегија за млади, но доаѓаме до моментот на имплементација. Имавме изборен период, имавме промена на влада и слично, ќе видиме тоа како ќе оди, но праксата, и вие знаете, е тоа да во многу области, во најголем дел на области, имаме проблем со имплементацијата. Дури без оглед какви се документите, тие се изработиле со консултации, со консултирање на младите, но треба да дојдеме до моментот на имплементација и тука веројатно треба повеќе да притискаме за сето. Која алка најмногу каска? Предпоставам дека најмногу е слухот на младите. Знаете, ја креираме таа стратегија, бидејќи за неа сега се држиме, ајде да кажеме, но тука некаде завршува тој момент на консултација со младите и тука е таа точка каде што носителите на одлуки викаат, еве ги консултиравме на младите, сега оставете на нас да работиме. Тоа не би требало така да биде, затоа што знаеме колку младите денеска, дури многу помлади од мене и од вас, колку сме поразлични и покрај тоа што на ниво на возраст не сме толку далеку, но сме премногу различни и затоа е неопходно тоа постојано консултирање и вклучување на младите во процесите на носење на одлуки. Сотир, кога зборуваме за младите, најверојатно треба да направиме една дистинкција помеѓу оние кои што живеат во руралните и во урбаните средини, бидејќи младите кои што живеат во руралните средини се соочуваат со поголеми предизвици. Дури гледаме и за основни потреби, за, ајде ќе кажеме како пример, превоз, да кажеме, до факултет или слично. Токму ова беше и фокус на младинската конференција која се одржа во рамките на претседавањето со Унгарија со Европската унија. Што се дискутираше? Така, младите од рурални средини и млади со помал пристап до можности, како примерот што го спомнавте, беше центарот на таа младинска конференција која што се организира со секое претседавање на државите со Европската унија. И она што повторно јас барем како заклучок го вадам од тој настан е повторно треба да се прашаат младите.
Ние бевме таму представувајќи млади, представувајќи си себе си на некој начин, затоа што ги кажуваме и нашите проблеми, се повикуваме на истражувања кои што сме ги правеле тука на државно ниво, па таму ги изложуваме како примери, како некој основ кои се нашите проблеми, кои се предлог решенијата кои што можеме да ги понудиме, но на крајот се сведува на ова што го разговаравме малку претходно, а тоа е дека младите повторно треба да се прашаат. И ако дополнително јас се прашувам, нова конференција дополнително фалеше моментот да се вклучат повеќе млади кои што се уште поблиски од нас до таа рурална средина, кои што би можеле уште поприродно, поизворно да кажат кои се нивните потреби. Може ли тоа малку посликовито да им го објасниме на граѓаните? Да речеме, еве вие сте од помало место од Крушево. Каква е перспективата на еден млад човек од Крушево наспроти перспективата на еден млад човек од помала средина, од земјите од Западен Балкан или можеби Централна Европа? Руралните средини, ајде да кажеме населените места во Крушево, се соочуваат со тие поосновни проблеми и ако зборувате таму за младински политики, вие првин треба да размислувате и да разговарате за патишта, водоводи и слично, затоа што тоа како основна потреба кој што и младите меѓу сите останати граѓани го немаат и тоа е всушност младинска политика, затоа што тоа е прво што им треба. Не дека нив не им треба вклучување во работата на локалниот совет, да кажеме, или младински центар или слично, но нешто што пред тоа предходи е таа основна инфраструктура која што во одреден дел се уште ја немаат и верувам дека на ниво на држава тие фактички ситуации се многу поголеми. Во однос на Европа, на конференцијата бевме вклучени ние земјите од Западен Балкан, но и земји како Украина. Значи сите кои што се поголеми перспективи младите од помалите средини таму? Предпоставам дека да, не е нешто сега, нешто спектакуларно, но веројатно да, затоа што до одредена мера ги имаат задоволено овие основни потреби, превоз, патишта, комуникација со поголемите центри, комуникација со образовни институции и слично. И гледаме дека, например, Полска е добар пример кој што се со месеци, можеби и година дена наназад се провлекува како позитивен пример кој што покажува обратен процес, односно на враќање на луѓето, претежно на младите во државата. Сите оние кои што си заминале сега од одредени искуства кои што јас сум ги читал, велат дека се вративме тука пред се затоа што имаме подобри економски прилики, подобри работни места, но и се тука нас не изгледа како и она што го видовме во поразвените земји од нас. Така што тука некаде е одговорот, но секако повторно фокусот беше на руралните средини затоа што и таму треба дополнителна работа. Сите заклучоци од конференцијата ќе бидат доставени до Советот на Европската Унија, кој подоцна во вид на препораки ќе ги достави и до земјите членки, но и земјите кои што се стремат за влез во Европската Унија. Што во тој контекст треба да промениме, за да сега и веднаш ги задржиме младите дома, да почнеме да реагираме? Малку накратко само ќе се вратам на претходното. Знаете, кога се сретнавме на првиот ден таму, јас се соочив со три различни околности од кои што доаѓаме. Ги имате од една страна веќе интегрираните земји членки на Европската Унија, на втора страна сме ние земјите од Западен Балкан кои што сме со години веќе имаме аспирации за влез, и трета страна е Украина, кој што знаеме во какви околности живее, така што и тука можете да добиете сликата за младите во какво секојдневие тие живеат. Во однос на тоа кои се перспективите, оваа конференција беше добра затоа што навистина она што го разговаравме, го детектиравме како проблем и го дадовме како предлог решение, навистина ќе вроди со плод затоа што сепак тоа ќе биде искомуницирано со Советот на Европа и од тука, нели како што кажавте, ќе се креираат предлог решение, односно препораки кои што ќе се достават до земјите и ние веруваме дека Европска Унија како авторитет, особено за нас, за земјите кои што се уште не сме дел од Унијата, дека тие ќе влијаат на нас тука за барем дел од тоа што произлегло од младите, ќе го видиме да се имплементира на терен. И очекуваме брза имплементација на сево ова што го зборувавме, особено ако сакаме да ги задржиме младите како вас овде. Што се уште вас ве држи овде?
За крај? Па предпоставам се уште во мене има одреден ентузијазам, има одреден оптимизам и покрај тоа што и во местото во кое што живеам постојано, и тука во главниот град и во другите градови ги забележуваме проблемите со кои што се соочуваме, но верувам дека се уште има одредена надеж, има одреден оптимизам и сепак тука е домот кој што веројатно влијае и тоа исто така. Добро е што ги забележуваме и ги дискутираме, бидејќи само така можеме да ги менуваме нештата. Благодарам се утре за гостувањето во Македонија наутра, за убави теми и во иднина да се гледа. Благодарам и на И убави статистики, промена на статистиките што ги кажавме на почеток. Да. И само еден момент во твоите одговори, исто така би сакал да го потпрашам на крај додека го очекуваме Линковското вклучување, кажа дека сме добри на хартија, ги имаме нели стратегиите и така натаму, меѓутоа во имплементација малку сме проблематични. Ги разочарува ли тоа младите, даваат ли своји предлози како да почнеме повеќе да на терен ги спроведуваме на дело тие работи, а помалку да седиме на конференциски маси и да дискутираме за стратегии? Ги разочаруваат и затоа се помалку се вклучуваат младите во креирањето на такви стратешки документи. Тука е одговорот и често пати повозрастните нели знаат да кажат младите се летаргични и слично, но мислам дека проблемот повеќе избира во тоа што не гледаат дека нешто се имплементира на теренот, тоа што тие го кажале на одредена дискусија или средба или слично.